Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Курајчани верни на василичарската традиција го подготвуваат јубилејниот 25-ти Курајчки карневал. Општина Вевчани во 2024 година ќе продолжи со инвестиции за подобрување на патната инфраструктура. Владата ќе го разгледа предлогот на Пендаровски за пролонгирање на рокот за замена на личните документи. Глобален марш за мир во Газа на 13 јануари. Со најавените и останатите содржини на дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме претежно сончево време со локална облачност, ветровито и студено време со максимални 2 степени Целзиусови. Во петок во крајните североисточни предели ќе се наоѓа центар на поле на низок воздушен притисок кој што ќе условува нестабилно време со врнежи од снег, ветровито и многу студено време. Локално во Франција и Шпанија, како и на југ од Апенинскиот полуостров, нестабилно време со врнежи од дожд. Во останатите предели од стариот континент, многу студено време со температури кои што се под повеќе годишниот просек за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе биде ветровито и студено. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од -2 до 10 степени. Во Македонија во четврток ледено утро со појава на умерен мраз и утрински температури кои што ќе бидат во опаѓање и ќе се движат во интервал од -10 до -3 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и студено со благ пораст на дневните температури, односно максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од -1 до 7 степени. Во Охрид во четврток ледено утро со појава на умерен мраз и утринска температура која што ќе се спушти на -5 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево и студено време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура во Охрид утре ќе достигне до 3 степени. Во петок и сабота во Охрид по студеното утро со утрински температури кои што ќе се спуштат на -4, односно -5 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура која што ќе достигне до 2, односно до 3 степени. Во недела претежно сончево време со појава на локална облачност, минималната температура -8 степени, додека пак дневната до 5 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Специјалистичка биохемиска лабораторија Сонце. 20% празничен попуст во декември и јануари за хормони, туморски маркери и електролити. Лабораторија Сонце. 30 години грижа за вашето здравје. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Свис Кроно. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Кнауф и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Охридското село Куратица и оваа година по 25-ти пат празникот Свети Василий Велики или Василица ќе го прослави со голем карневал под маски. Сдруженијето Свети Василий и местната заедница ги привршуваат подготовките за убавото планинско село да ги прими и угости сите посетители кои сакаат да бидат дел од оваа традиција. Курајчани велат дека василичарските адети се стари колку и селото, околу 5 века. Куратица се подготвува за прослава на Василица со традиционалниот карневал кој годинава се одржува по јубилеен 25-ти пат. Курајчани верни на традицијата ќе ги оживеат старите василичарски обреди и ќе го збогатат празнувањето со богата софра, музика и веселба. Карневалот започнува на 13 јануари околу 18 часот, кога зетот, невестата, бајачот, валегачот, музикантите и околу 300 учесници се собираат околу василичарскиот оган, а потоа маскираните василичари одат од куќа до куќа посетувајќи го секое семејство во селото, каде се дарувани со традиционална храна и пијалоци. Во секоја куќа влегува ѓаволот, невестата и зетот, каде што ѓаволот представува лошите работи во куќата, а зетот и невестата треба да донесат добрината во куќата, убавината. Сето тоа трае до раните утрински часови, некаде до 4 часот, каде што ќе бидат посетени сите куќи. Карневалската курајчка традиција ќе продолжи на 14 јануари во попладневните часови со подготовка и делење на традиционалната храна варенца. Официјалниот дел од карневалот ќе започне во 20 часот со дефилето на маски на кое годинава за прв пат ќе учествува и група од Воден, Грција, а ќе следи општонародна веселба. Годинава во музичкиот дел ќе настапат групата Оскар и поп-фолк пеачката Анета Љумаковска. Како и секоја година ќе бидат избрани најдобрите маски, а прогласувањето на победниците ќе биде проследено со огномет. Карневалското лудило продолжува и после полноќ со песни и ора на сред село. Убавото планинско село кое станува се попримамливо за гости и авантуристи, со организација на Курајчкиот карневал ја негува старата традиција и воедно ја збогатува зимската туристичка понуда. Со оглед на тоа што сме мало село, со речиси 200 жители, интернетот гледаме дека е голем и тие сите гости што ќе дојдат гледаат една традиција буквално без глума, без сценарио, без режија, гледаат еден нормален живот во едно село, типично македонско планинско село. И воодушевени се едноставно.
Постарите жители на Куратица велат дека василичарските обичаи и маскирањето се стари колку што е старо и селото. Според некои кажувања, маскирањето за овој голем празник посветен на Свети Василий датира од далечната 1575 година. Општина Вевчани во 2024 година ќе продолжи со инвестиции за подобрување на патната инфраструктура. Преку проекти обезбедени се финансии за изградба на повеќе улици. Буџетот за 2024 година во најмалата општина во земјава изнесува 60 милиони денари. И оваа година во фокусот на општина Вевчани ќе биде реконструкција и изградба на нови улици, вложувања во патната и комуналната инфраструктура. Буџетот на општина Вевчани за 2024 година изнесува 60 милиони денари, заедно со блок дотациите за образовните институции, но парите за инвестиции се обезбедуваат преку проекти. Обезбедени се средства за изградба на повеќе улици, но и промена на начинот на грејење во детската градинка Планински цвет. Наместо на нафта ќе се поставуваат топлотни помпи. Парите за проекти ги обезбедуваме преку аплицирање со проекти во домашни и странски агенции. Вевчани секогаш така функционирало, пошто знаете Вевчани својот буџет не може да го користи за капитални инвестиции. Секогаш аплицираме, проекти имаме. Фокусот овие 2 години од кога сум ја градоначалник, имаме ставено на реконструкција и изградба на нови улици и патишта низ Вевчани. Исто да доизградиме, сакаме канализационата мрежа, која Вевчани има почнато во 80-тите уште, меѓутоа има уште да се доизгради. Во техни е донесувањето на новиот генерален урбанистички план за Вевчани, кој е проширен. Се надевам дека оваа година ќе го донесеме и генералниот урбанистички план. Општина Вевчани доби нов 3-годишен грант од Понт за инвестиции и заштита на вевчанските извори. Одржливо управување на заштитеното подрачје, споменик на природата, е една од главните цели на општината. 3-годишен договор подпишавме со Понт, тежок е 63.000 евра. Ќе ги реализираме во 3 години по 21.000 евра. Тоа се сакаме да ги вложиме во инфраструктура, во реконструкција на вевчанските извори. Исто така сакаме да го реконструираме и да го облагородиме туристичкото место Јанков камен. Таму, знаете, има Вевчашко езеро изградено пред неколку години. Е место атрактивно, што го посетуваат не само вевчанци, го посетуваат и луѓе од цела Македонија. Општина Вевчани е првата зелена општина во земјава, па во таа насока континуирано презема мерки и активности за зајакнување на општинските капацитети за заштита и мониторинг на животната средина и унапредување на туристичката инфраструктура во заштитеното подрачје. Премиерот Димитар Ковачевски денеска изјави дека владата ќе го разгледа предлогот на претседателот Пендаровски за пролонгирање на рокот за замена на личните документи. Поради големиот притисок да се стигне рокот и да се избегнат гужвите пред пунктовите на МВР, претседателот Стево Пендаровски во вечерното гостување на телевизија Сител рече дека на двајца министри им предложил со брза интервенција во законите за лични карти и за патни исправи рокот да може да се пролонгира до септември-октомври и за тоа да биде известена Грција, со образложение дека немаме намера да бегаме од обврските од Преспанскиот договор. Премиерот Димитар Ковачевски денеска, одговарајќи на новинарско прашање, рече дека ќе се консултира со двајцата министри со кои разговарал претседателот Пендаровски во врска со предлогот да се одложи рокот за замена на личните документи кој согласно Преспанскиот договор истекува на 12 февруари. Во мирување одлуката за штрајк на контролорите на летање, се очекува надзорниот одбор на МНАВ да ги спроведе насоките дадени од владата, со што ќе се официјализира смената на раководството во националниот давател на воздухопловни услуги. Штрајкот што за денеска го најави струковиот синдикат на контролори на летање ставен во мирување. Ова доаѓа по одлуката на владата за смени на раководните позиции во МНАВ, што беше главно барање на синдикатот. Владата на седница даде насока на надзорниот одбор да ги разреши Фахрудин Хамиди од должноста претседател на управен одбор и извршен директор во сектор за воздухопловна навигација и Љубе Стаменковски од должноста член на управен одбор и извршен директор во сектор за воздухопловна техника
и на нивно место да бидат именувани Хакура Насани, односно Милан Кораќ, соопшти владината прес-служба по вчерашната седница на владата. Првично владата даде насоки за нов директор во МНАВ да биде именуван Илир Мехмеди, но експресно ја промени одлуката бидејќи истиот не ги исполнувал условите. Владата на Агенцијата за цивилно воздухопловство и препорача да продолжи со започнатите активности кои произлегуваат од спроведениот вонреден инспекциски надзор за утврдување на состојбите околу безбедноста и обезбедувањето на воздушниот сообраќај, а Инспекторатот за труд да изврши вонреден инспекциски надзор за работењето на синдикалните организации во рамки на МНАВ, се вели во владиното соопштение. Се очекува надзорниот одбор во Македонска навигација да ги спроведе насоките дадени од владата, со што ќе се официјализира смената на раководството во националниот давател на воздухопловни услуги. Да ги погледнеме вестите од светот. Маскирани вооружени лица упаднаа во телевизиско студио во Еквадор за време на пренос во живо и им се закануваа на вработените со пиштоли и експлозиви, а неколкумина биле земени како заложници, јавува Гардијан. Заменик директорот на телевизијата соопштил дека неколку вработени биле повредени. Полицијата успеала да го ослободи целиот персонал и уапсила 13 лица. Во понеделникот владата прогласи 60-дневна вонредна состојба откако беа убиени најмалку 10 лица. Ова одлука беше донесена откако озогласениот криминалец избегал од затвор токму од градот Гвајакил, каде што се случи синоќешниот вооружен напад во државната телевизија. Се уште не е јасно дали овој инцидент е поврзан со неговото исчезнување. Владата на Еквадор соопштила дека насилството била реакција на планот на председателот Нобоа да изгради нов затвор со висок степен на безбедност и таму да ги префрли на обслужување на казна затвор сите водачи на банди. Нов 3-дневен штрајк на машиновозачите во Германија. Овој пат со штрајкот освен патничкиот е зафатен и товарниот сообраќај, информира Дојче Веле. Последиците, освен што ќе ги почувствуваат многу компании во Германија, ќе ги почувствуваат и соседните земји, бидејќи 60% од вкупниот товарен сообраќај на германските железници се транспорти ширум Европа. 6 од вкупно 11 европски железнички коридори за транспорт на стоки минуваат низ Германија, соопшти Министерството за дигитализација и транспорт. Но има и голем број приватни транспортни компании кои не штрајкуваат, но секако ќе ги чувствуваат последиците. Штрајкувачите побарале и предпријатијата во состав на германските железници, кои се одговорни за одржување на железничката мрежа и сигнализација, да се приклучат на штрајкот, па менаџерот на Сојузот на германски транспортни компании предпоставува дека и некои делови од пругите се затворени за сообраќај. Ако штрајкуваат и тие, тогаш се ќе престане, велат сообраќајните експерти. Силно невреме го погоди североистокот на САД, проследено со силни ветрови, бура од дожд, снег и град. Невремето остави повеќе од 600.000 луѓе без струја во сојузните држави Њу Јорк, Њу Џерси, Северна Каролина, Вирџинија и Пенсилванија. Без струја се и околу 77.000 луѓе во Џорџија и Флорида. Централниот и јужниот дел на западното крајбрежје беа зафатени од торнада и снежни виулици. Гувернерот на Њу Џерси веќе прогласи вонредна состојба, а властите на Њу Јорк евакуираа речиси 2000 мигранти сместени во шатори, бидејќи се предвидува удари на ветер од над 100 км на час. Националната метеоролошка служба предупреди на можни големи поплави во одредени делови на Лонг Ајленд. Досега е евидентирано дека настрадали 3 постари лица, пренесуваат тамошните медиуми. Маршеви за мир во Газа. Неколку земји низ Европа, Африка, Азија и Латинска Америка потпишаа иницијатива за одржување на глобален марш на 13 јануари. Демонстрантите ќе одат мирно и ќе бараат од Израел да ја прекине крвавата офанзива во појасот Газа. Групите за застапување активисти и организации со седиште во Обединетото кралство кои стојат зад иницијативата велат дека маршевите кои ќе се одржат на 13 јануари, односно на 99-тиот ден од израелската офанзива на Газа, имаат за цел да ги мобилизираат луѓето од цел свет да бараат траен прекин на огнот. Од Палестинскиот форум во Британија велат дека се обединети во кампањата и дека со маршот сакаат да испратат јасна порака дека светот бара промени, правда и иднина без насилство.
Астронаутите на Американската вселенска агенција нема да стапнат на месечината најрано до септември 2026 година, пишува BBC. Ова представува едногодишно доцнење од претходно најавената цел за враќање на луѓето на месечината, што последен пат се случила во 1972 година. НАСА соопшти дека одложувањето на мисијата, позната како Артемис 3, ќе овозможи време за понатамошен развој на технологијата. Во основа, агенцијата се уште нема опрема за испраќање на астронаути на месечината, ниту соодветна облека за да ја носат. Во објавувањето на одложувањето, администраторот на агенцијата рече дека безбедноста го поттикнала одложувањето. Нема да летаме додека не бидеме подготвени, им рече тој на новинарите. Мисијата Артемис 1 се случи во ноември 2022 година, а Артемис 2, според сегашните прогнози, требаше да се случи во септември 2025 година. Почитувани гледачи, ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за првиот дневник. Ви благодарам за вниманието. Пријатно!